Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме чорба со пченка и сланина. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 4 помали компири, 300 грама сланина, 300 грама пченка од конзерва, една голема главица црвен кромит, 2 до 3 чешниња лук, пилешка супа од коцка за преливање, 1 грст макдонос, 5 лажици млеко, по избор, сол и бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано тава за пржење и експрес лонец. За овој рецепт не е потребна посебна подготовка, но сепак исечкајте ги разните состојки. Компирите, лукот, кромидот и сланината. Оставете малку сланина и пченка настрана за преливот на крајот, а сите други состојки ставете ги во садот за експрес готвење и покрите го со капакот. Регулаторот ставете го на 1. Огнот вклучете го на најсилно и почекајте додека да се подигне црвениот индикатор и да се појави пареа. Потоа намалете го огнот на единица или на двојка и гответе го јадењето само 15 минути. Во меѓувреме, во мала тава испржете ги исечканата сланина и пченката додека да станат крцкави и да заруменат. Нив ќе ги ставиме одозгора врз чорбата на крајот. Ослободете го притисокот од садот за експрес готвење и извадете го капакот за да го сервирате јадењето. Ако сакате да додадете малку млеко и да изблендирате чорбата, слободно сторете го тоа во оваа фаза од подготовката. Ние одлучивме чорбата да ја оставиме со парченца од состојките. За да ја сервирате, сипете неколку црпалки во чинија и одозгора прелите ја чорбата со сладките сокови и крцкавите заруменети парченца сланина и пченка. Малку исечкан макдонос ќе му даде свежина на готовото јадење. Делимано садот за експрес готвење навистина ви заштедува време и пари. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!